Со вас, Маријан Ников. Владимир Вести, ви благодарам на вниманието. По намалените цени на нафтените деривати, премиерот Мицковски вчера попладне имаше средба со дистрибутерите и представниците на најголемите маркети со барање да ги намалат цените на основните производи. Воедно договорено инфлацијата да остане под 3%. Ги анализиравме ефектите од кризата и заеднички дефиниравме цели кои што треба заеднички да ги исполниме. Едно од тие цели е да во јули месец годишната стапка на промена на цените на основните прехранбени производи не биде поголем од 3%, односно да биде под 3%. Се сложивме сите. Се разбира, за да ова се реализира, потребно е да направиме еден ваков ист состанок со производителите и дистрибутерите и добавувачите. Тоа ќе се случи во наредниот период и потоа сите заедно ќе седнеме на маса и сите заедно ќе бидеме општествено одговорни затоа што граѓаните мора да добијат најдобра услуга и најквалитетни производи по оптимално најниски цени. Тоа е она кое што е заедничка цел. И тоа е она кое што вчера го разговаравме на состанокот и тоа е она за кое што се сложивме. Така што ние како влада остануваме да бидеме посветени во насока на изнаоѓање системски решенија со кои што инфлацијата генерално на основните прехранбени производи ќе се движи на ниво од под 3%. Премиерот Христијан Мицковски, министерот за јавна администрација Горан Минчев и шефот за соработка во делегацијата на Европската унија Штефен Худолин во рамки на одбележувањето на Денот на јавната администрација имаа своји обраќања. Настанот оваа година се организира под мотото Доверба, интегритет, резултати, темели на модерна и европска јавна администрација. Училиштата навреме ги добиваат учебниците за новата учебна година според планот и планираното. Она што треба да нагласиме е дека обновен е целиот фонд на учебници од 1 до 8 и 1 и 2 клас гимназија. Остануваат да се доработат како нови учебници следната година учебниците за 9-то одделение и учебниците за 3 клас гимназија, бидејќи постапно секоја година добавуваме нови наставни програми и нови учебници. Можеби се тоа треба да представува нормална работа. Иако пред 10 на 15 години зборувавме за компјутер за секое дете, денеска се радуваме ако учебниците ги доставиме на време. Работиме приоритет по приоритет, за да ги вратиме работите во нормала. Јас сум свесен дека има граѓани кои што трпението им е при крај, но важно е да ние нашите цели и приоритети ги реализираме и да оставиме впечаток дека даваме максимум за да работите се доведат онаму каде што им е местото. Еден од тие процеси е ова системско решавање за снабдување на нашите најмали, на децата со учебници. Министерот за локална самоуправа Златко Перински на пресконференцијата одржана што заврши пред малку во владата даде отчет за активностите и проектите реализирани во изминатите 2 години. Почнавме да ги поставуваме темелите на систем кој ќе биде поотпорен, ефикасен и одржлив на долг рок. Најдобар показател за тоа се резултатите. За само 2 години, преку двата јавни повици беа одобрени 1116 инфраструктурни проекти во сите општини од државата, во вкупна вредност од нешто повеќе од 18,4 милиарди денари. Ова е најголемиот инвестициски циклус за општините во поновата историја на Македонија. И тоа не се само бројки во извештаите. Тоа се нови улици и патишта, водоводи и канализации, реконструирани училишта и градинки, енергетски ефикасни јавни објекти, туристичка инфраструктура и подобри услови за живот во секоја општина. Председателот на Собранието на Република Македонија Африм Гаши оствари билатерална средба со председателката на Народното собрание на Бугарија Михаела Досова.
Председателот Гаши реафирмираше честитката на изборот на председателката Доцова на 52-то Народно собрание на Република Бугарија и ја потенцираше неопходноста за продолжување на диалогот на парламентарно ниво, посебно имајќи ја предвид конструктивната улога на парламентарната дипломатија во зајакнувањето на довербата и разбирањето меѓу двете соседни земји. Во таа смисла укажа дека двата парламенти може да обезбедат дополнителни канали за комуникација преку парламентарните групи, пријателство и соработка, но и различни парламентарни комисии за европски прашања, надворешни работи, економски прашања, енергетика, инфраструктура, регионален развој и локална самоуправа и образование и млади, при тоа создавајќи практични и одржливи резултати. Председателот на Собранието Гаши истакна нашата посветеност на добрососедските односи, европските вредности и регионалната стабилност, при што констатираше дека моделот на градење наративи со фокусирање кон минатото и историјата се покажал како предизвик кој што ги оптоварува односите и несомнено треба да се разговара на други развојни теми. Председателката Доцова истакна дека особено треба да се посвети поголемо внимание и значење на промовирање на диалогот за активностите што влијаат на прекуграничната соработка меѓу двете соседни држави, инфраструктурата, трговијата, образованието, заштитата на животната средина. Двајцата председатели се заложија во иднина да остваруваат почести средби со цел унапредување на парламентарната соработка и размена на мислења и искуства во однос на европското искуство на Бугарија кон членството во Европската Унија. Законот за работно ангажирање започна да се применува од 1 јануари. Тој овозможува сезонско пријавување на лица во угостителството, земјоделството и услужните дејности. А пред се офатени се млади, невработени, пензионери и лица со социјално ранливи категории, кои ќе можат да работат и дополнително да заработуваат без да ги загубат постојаните права и бенефиции. Студентите, средношколците и пензионерите го надополнуваат недостигот на кадар во хотелско-гостителскиот сектор. Тие помагаат во шпицот на сезоната, но не може целосно да го заменат искусниот кадар што со години работел во кујни, ресторани и хотели, бидејќи најкритичните работни места бараат знаење, рутина и одговорност. Јас, на пример, имам искуство со Словенија, кои што земаат така одредени студенти на одредено време. Например, денес ми треба 3 часа, бидејќи апсолутно мора да ги сватиме нив, затоа што навистина нема во текот на целиот период работа. Имате ударни моменти каде што имате, да речеме, за вечера, зависно од устелскиот објект. Така, кога имате најударен посета на самиот објект, и тоа значи ви треба повеќе персонал, а додека еден дел немате потреба за толку персонал, така да може да ангажирате некое дополнително лице кое што може, да речеме, да го плаќате како по договор на дел. Паралелно гостителите се соочуваат и со прашањето на странската работна сила, но искуствата се различни. За некои тоа е решение, за други дополнителен трошок и административен процес, особено ако работниците не се задржат доволно долго. Имаше еден момент да донесеме од Непал, меѓутоа тие или од нечиот овие земји кои што се помалку платежни, меѓутоа целта беше со тие луѓе да имаат прво имаме јазична бариера. Тие се работни луѓе, меѓутоа не може да се искористат во гостителство, посебно не во гостителство, може, мислам, како келнери. А во тој момент тие веднаш ја напуштаат Македонија, пак немате сигурна работна сила. Со тоа што ни останува ние да ги почитуваме нашите вработени. Многу често се случи, знаете, со Номар, Рен Реджепи. Значи, тој беше најдобар ресторан во светот, меѓутоа поради лош третман на вработените заврши неславно тој, затоа што вработените се дел од вашиот објект. Инаку законот за работно ангажирање кој започна да се применува од 1 јануари овозможува сезонско пријавување на лица во угостителството, земјоделството и услужните дејности. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Градежни активности во Прилепско на водоснабдителниот систем ќе овозможат решавање на многу проблеми. Инвестицијата од 20 милиони денари обезбедена со помош на Министерството за животна средина и просторно планирање, а се работи на други водоводи во Прилеп. Во тек се градежни активности за изградба на водоснабдителен систем во Прилепското село Лениште, со кој би требало трајно да се реши долгогодишниот проблем со водоснабдувањето на ова населено место. Инвестицијата од 20 милиони денари е обезбедена со помош на Министерството за животна средина и просторно планирање.
а во моментов се работи на други водоводи во Прилеп. Се работи водоводна мрежа и реконструкција на водоводната мрежа во индустријската зона и населеното место Селце. Станува збор за проект вреден 9.779.604 денари, а во завршна фаза исто така ни е и проектот за промена на водоводната мрежа од Јазол на булевар Гоце Делчев со улица Кузман Јосифовски до Јазол на улица Кузман Јосифовски со улица Ленин, фаза хидротехника. Вредност на финансирање е 7.133.381 денар, исто така средства од Министерство за животна средина и просторно планирање. За општината, реализацијата на овие проекти значи создавање еднакви услови за живот, како во градот, така и во населените места. Иако претежно иселено, но заради близината очекуваме дека и покрај тоа што сега важи за добра викенд населба, дека би можело во иднина да се очекува и жители кои што постојано би живееле овде и затоа се инвестира во негова доурбанизација. Се работи за сложен хидротехнички проект на кој што се предвидени изведба на 3 прекидни комори, станица за третман на вода, изведба на станици за вентили за регулација на притисок, така да ќе биде комплетно опфатено водоснабдувањето на населеното место Лениште и ќе може да се водоснабдуваат прилично голем број на корисници. Се очекува до крајот на есента сите овие градежни проекти на водоводните системи во Прилепско да бидат завршени. За Сител, Дарко Штарговски. Земјоделците истакнуваат дека годинава родот е послаб поради слабите пролетни дождови и сушата во клучниот период за развој на културите, што дополнително ја влошило состојбата. Тие надополнуваат дека тешко ќе ја покријат целата годинешна работа и вложувањата поради тоа што бараат поголемо разбирање и пофер пазарни услови. Жетвата на јачменот во Штипско и овче поле е во полнек, при што речиси половина од површините веќе се ожнеани, но најголемото незадоволство кај земјоделците годинова е токму околу цената. Откупната цена на јачменот од 9 до 10 денари за килограм ја оценуваат како исклучително ниска и неисплатлива, бидејќи како што велат, не ги покрива ниту основните трошоци за производство. Според нив, ваквата цена на јачменот директно ги става во загуба и ја прави целата работа економски неодржлива, особено во година со намалени приноси. Земјоделците предупредуваат дека со вакви откупни услови тешко ќе успеат да ги вратат вложените средства, а уште помалку да остварат каква било добивка. Цена на јачменот имат понудено од купувачите 9, некој 10 денара. За пченицата се уште не знаеме, немаме никаков податок кога ќе биде цената. За сега е тоа. Па производителите барат да не биде испод 16, затоа што и со 16 ќе бидат у загуба, затоа што тука овче поле, Штипско, Пробиштип, ќе имаме мал принос, да речеме на пченица, нема да биде повише од 250 кг, 2,5 тона по хектар, а за јачменот од 3 тона по хектар. И кога ќе направиме производна цена, излева дека треба да е 19 денара излева производната цена. Земјоделците додаваат дека годинава родот е послаб поради слабите пролетни дождови и суша во клучниот период за развој на културите, што дополнително ја влошило состојбата. Сепак очекуваат во наредниот период откупувачите да излезат со покоректни и повисоки цени, особено за пченицата која допрва ќе се жнее. Без подобрување на цената на јачменот и пченицата, велат дека тешко ќе ја покријат целата годинешна работа и вложувања, поради што бараат поголемо разбирање и пофер пазарни услови. За Сител, Трајан Ристовски.